Дискриминирани луѓето кои боледуваат од хемофилија. Дете поради болест било одбиено да оди во градинка. Ако немало реакција на Асоциацијата на заштита на лицата со хемофилија, малиот Матеј немало да се дружи со врсниците. Бараат повеќе разговори со психолозите во училиштата кои велат дека им се потребни на децата заболени од хемофилија. Ова се дел од пречките на кои секојдневно им се спротивставува Асоциацијата. Свеста очекуваат дека еден ден ќе биде покрената кај граѓаните. Затоа и на плоштадот организираа собир. Имаме се уште проблем со вработување, со школа. Децата имаат проблем малце во школото. Психологот школски, мислам, би апелирала до психолозите школски да, каде што има деца со хемофилија и други ретки болести, да одвојат неделно, месечно време да поразговараат за нив, пошто на нив им треба разговор. За да може да се вклопат во општество кога ќе кажат гласно дека јас имам хемофилија, другачи го гледаат, можда како деца, пошто они не знаат што е тоа. Можда би требало психолозите во училиштата повеќе да водат грижа за овие деца со разговор, не со друго, не бараме повеќе од нив. Се надевам дека таа национална комисија и дека држава ќе најде начин да објавување на тендери веќе нема, да се набавува на другачи начин тој фактор, пошто минатата година каснеше цела година. Дечињата велат дека веќе се навикнати на редовна терапија. Дали често се повредуваш? Па понекогаш. Како се манифестира тоа? Што се случува кога ќе се повредиш? Па примам фактор. Татко ме живее како хемофиличар, кога некогаш како променливо е времето, ќе го заболе или грбот или коленото. И мајка ми му го буцка. Заболените од хемофилија имаат поголем ризик од обичен удар да предизвикаат дополнителни компликации. Здравството, образованието, како и социјалната политика, според Сдруженијето треба да ги земат во предвид препораките за нивно подобро функционирање.